Горењето електрични кабли и гуми за да се дојде до металните жици во нивната внатрешност е единствената причина што секојдневно на повеќе места во Кочани се издигаат темни облаци од чад. Лицата кои собираат отпадоци на овој начин ја топат обвивката и полесно доаѓаат до бакарот или чиличните сајли што потоа ги продаваат на откупните пунктови за метал. Викендот ваков случај беше забележан во местноста Колерски гробишта, каде беше запалена поголема количина електрични кабли од кои се ширеше неподнослива миризба и црн чад. Граѓаните кои живеат во непосредна близина велат дека реагирале кај надлежните, но ефектот е слаб, а неодговорното однесување на поединци продолжува. Доаѓа пожарна е доаѓала икс пат, мислам, извршувано е опомени, било што разговарано е. Тоа е тоа. Ово се загуши, ама што да прави? Со палењето на обвивката на електричните кабли, на гумите и другите отпадоци што содржат отровни хемиски соединенија, се зголемува нивото на загаденост во воздухот, зашто неодамна алармираше и управата за хидрометеоролошки работи. Иако тогаш мерењата покажаа дека состојбата во Кочани се уште не е алармантна, сепак со опаѓањето на дневните и ноќните температури и интензивирањето на грејната сезона со огревно дрво, согорувањето на отпадоците дополнително придонесува за пораст на загаденоста.